Здраво и добре дојдовте на подкастот на Доење со љубов. Јас сум Наташа Цветановска-Тодосовска, сертифициран специјалист за доење, која стои зад брендот Доење со љубов, а во овој подкаст најискрено разговараме на сите теми од секојдневието на семејствата, погледнати низ призмата на доењето. Во денешната епизода избрав една многу интересна тема која што се надевам дека ќе ви донесе смиреност во вашето денечко искуство. А тоа е темата на квалитетот на мајчиното млеко. Или поконкретно, разликата помеѓу предното млеко, задното млеко. Често ја слушам и во облик на слабо млеко, јако млеко, мрсно млеко, покалорично млеко. Има многу варијанти во овие години слушнато, многу коментари кои што ги добиле семејствата на оваа тема и би сакала денес заедно со вас да успееме да диференцираме што е мит, а што е вистина. Има многу размислувано на темата митови и од каде дошле, како станале, зошто се уште, мислам, многу важно е зошто се уште се тука и зошто се уште дозволувам, иако имаме податоци што се случува, научни податоци, зошто уште дозволуваме да ни влијаат. Повторно тука ќе искористам приликата да кажам дека се сведува на крај на недостаток на едукација, и кај семејствата, и кај стручните лица, на огромна жалост. Иако во последно време јас сум навистина многу среќна и задоволна што семејствата барем се трудат, знаејќи ситуацијата каква е. Така мислам, и тоа е така, едноставно светот е таков и сега гледаме едноставно да наоѓаме начини како да се справиме со нашите проблеми во овој свет и во условите што ни ги нуди, па гледам дека се повеќе семејства и се дел од курсевите кои што ги нудам, ме прашуваат, имаме многу советувања, разговараме на теми, дури имам и многу семејства со кои што и сме останале буквално и како пријатели и секој пат кога ќе се соочат после во доенечкото искуство со нешто ново интересно ми пишуваат: Наташа, ама знаеш ли што забележав? Јас многу се радувам, особено кога има семејства кои што оваа тема ги интересира и навистина свесно и будно го следеле и курсот и после тоа знаеле да го спореда со своето лично искуство. Па вака ми се случува, сега вака, и навистина се радувам. Баш оваа епизода и ме инспирираше една мајка за да ја снимам. И токму од нејзи ми е оваа инспирација да разговараме малку повеќе за квалитетот на млекото и за како се создава, едноставно да бидете многу мирни и да знаете да разграничите кога некој ќе ви каже нешто, дали навистина треба да се грижите или да си го филтрирате сето тоа, да се, јас секојаш викам, да смевнете се, заблагодарете се за нели советот и продолжете понатаму, нели онака како што вие знаете. Предно млеко, задно млеко, слабо млеко, ајде да видиме што навистина се случува со млекото. Кога млекото се создава во градите, значи тоа се создава од нашата крв и има повеќе патеки на создавање, разните компоненти на мајчиното млеко се создаваат на различни начини. Тука многу не би навлегувала, значи во целиот тој процес, иако е многу интересен, морам да кажам, тука повеќе би се задржала само на моментот на како нели мастите, едно од тие трансклеточни патеки на создавање на мајчино млеко, таа патека, каде што патека број 3 или како секреција на масти. Мастите се многу интересни, зашто ви го кажувам ова, тие се многу интересни заради тоа што се лачат во мајчиното млеко баш како глобули, како големи капки и имаат, од она што имам истражувано, да се изразам така, дека имаат својство да се сегрегираат од составот на мајчиното млеко, значи од сите компоненти.
значи да се делат. Меѓутоа, многу е важно ние да сватиме кога се случува тоа, и да може да има некоја разлика помеѓу она прво млеко што ја напушта градата и она млеко што викаме помасно млеко, по некоја дефиниција при крајот на подојот. Меѓутоа, кога е крајот на подојот, тоа исто е едно многу важно прашање. Ќе се потрудам сето ова да ви го објаснам на начин на кој што јас барем го имам сето тоа сватено. Меѓутоа не можеме да го сватиме и да го процесираме се додека не навлеземе малку повеќе на самата физиологија, значи физиолошкиот процес на лактацијата, како се случува и особено многу е важна тука и анатомијата на градата на мајката. Зошто анатомијата? Заради тоа што сите ние сме различни. Имаме различен капацитет на жлезденото ткиво. Кај некој има повеќе жлездено ткиво, кај некој има помалку, дури и кај една жена во едната града може да има нешто повеќе жлездено ткиво отколку во другата. Значи ние не сме сепак симетрични. Заради тоа, често и слушам од мајки ќе ми речат, едната града некако така повеќе ми произведува, другата и баш не е толку, малку е така послаба во споредба со другата, што и во принципи не е никаков проблем. Тука би кажала, може би е вредно да се консултирате со стручно лице, доколку навистина имате огромна разлика, не само во секрецијата, туку и огромна разлика и вака физички кога ќе ги погледнете градите. Инаку, да се вратиме на темата. Мечиното млеко, кажавме, значи се лачи како резултат на стимулација на градата и како резултат на секреција на хормоните, секреција на пролактин и окситоцин. Има и други хормони во позадина кои што помагаат, меѓутоа ќе ги издвоиме овие како најважни. Пролактинот, знаете, одговорен за нарачката, значи за количината и помага во самата секреција на мечиното млеко, а окситоцинот е навистина многу важен за исфрлање на млекото од самото жлездено ткиво. Да навлеземе малку повеќе сега на квалитетот на млекото. Значи, кога се создава млекото, рековме, се создава од крвта на мајката. Од аспект на квалитет, нашето тело секој пат ги зема сите микро-макронутриенти кои што ги има во крвта. Што значи дека ни црпи, нели ги црпи сите извори од таму, и доколку мајката нели сепак нема проблеми да е стварно да има проблем, што викаме, со недоволна ухранетост и така натаму, тогаш и мечиното млеко по квалитет е сосема супер и останува супер. Значи не треба ништо да правиме за да имаме, не знам, екстра квалитетно мајчино млеко. Едноставно една нормална грижа за себе си и тоа е тоа. Од аспект на тоа што имам слушнато, мајките викаат дали можам јас да го направам млекото помрсно, поквалитетно. Такво нешто не можеме да направиме. Мит е дека одредени производи ќе го направат нашето млеко помрсно, покалорично. Тоа едноставно не функционира така. Затоа тука само би кажала нешто многу важно, дека можеме да влијаеме само преку нашата исхрана само на видот на мастите кои што ќе се застапени во мечиното млеко. Меѓутоа процентот е тој. Под видот подразбирам, ако ние внесуваме, нели, здрави намирници, внесуваме од оние така наречени здрави масти или како беа не заситени масти, тогаш и процентот во нашето млеко ќе остане ист, меѓутоа застапеноста во тој вкупен процент на тие масти ќе биде поголема отколку на оние, да речеме, заситените масти, или да ги речеме во наводници лоши масти. Меѓутоа повторно ќе кажам, и тука има голема дебата, не би навлегувала сега. Значи се враќаме само и на она што е секогаш важно, не само во периодот на доење, туку секогаш важно една убава балансирана исхрана за здравје.
Значи, процентот на масти ќе биде тој и ние не можеме ништо да направиме за млекото наеднаш да не биде покалорично. Ова го слушам најчесто кај семејства каде што новороденчето, пример, не напредува доволно. И тука, нели, секогаш се концентрирам ако не напредува, значи дека млекото да не е нешто добро, да не е квалитетно што не напредува бебенцето, слабо млеко, или нели како да го направиме помрсно, покалорично. Тука би сакала на вистина да потенцирам дека не се работи за квалитетот на млекото, туку во ситуација кога бебенцето не напредува како што треба, тогаш имаме во принцип недостаток на количина, значи волуменот кој што го прима бебенцето во 24 часа е недоволен, а не се работи за квалитетот на млекото. Значи тука имаме некаква позадина, нешто кое што треба да се прегледа, треба да се види дали доењето, дали имаме ефективен трансфер на млеко, дали може тоа да го подобриме со вметнување на повеќе подои, дали доиме на барање, дали гледаме на часовникот на бебето му треба можеби малку повеќе, почесто по помала количина, ама ние ако гледаме нели на часовник не бебето не успева да ја добие, значи треба малку повеќе да се размислува на темата што се случува со самото доење, фреквенција, ефективност и така натаму, а едноставно не е до млекото. Имаше баш со една мајка разговаравме и за тоа дека измолзување, баш за она нели мрсно, слабо млеко, јако млеко на крајот да го наречам, дека во фаза нели во првите денови на кога ќе си дојдат дома мајката и бебенцето, не ретко има и препораки за да се измолзи првото млеко, за да се стигне до мрсното млеко. Јас со тоа не се согласувам и сега ќе ви кажам и зошто. Меѓутоа, ајде прво да навлеземе во тоа дали стварно има предно и задно млеко и што е со процесот. Предното млеко и задното млеко се истото млеко. Нема врска, млекото си се создава во нашите клетки, наречени лактоцити, и е таму и тоа е истото млеко. Значи, нема некоја разлика, не се два различни типа на млеко. Меѓутоа, сега јас ќе пробам на вистина да искористам тука да искористам да се послужам со математика, со тоа што би сакала да потенцирам и да напомнам дека воопшто не функционира баш така во реалноста, не е толку лесно како моите математички примери, меѓутоа ги користам само за да ви го доловам малку моментот и да може нели малку повеќе да така не знам посликовито да го сватиме овој проблем. Да речеме дека нели имаме, како што спомнавме, мајки со различен капацитет на жлездено ткиво и една мајка има, да кажеме, навистина повеќе жлездено ткиво во градите. И сега пак ќе речам, ќе ставаме на бројка дека, например, веднаш кога си дошла дома од породување, обично знаеме дека кога ќе се случи лактогенеза 2 или вториот процес на втората фаза на лактација, дека нашето тело започнува со секреција и започнува, што се вика, на слепо, бидејќи уште не сме во фазата лактогенеза 3, значи бебето уште нема направено својата нарачка за нашето тело да знае колку млеко треба да произведе. И тоа е еден процес кој што трае во првите 4 до 6, некогаш до 8 недели индивидуално, значи каде што едноставно се воспоставува лактацијата или викаме се случува баланс на лактацијата. Меѓутоа, додека да се избалансира веднаш после породување, кога надоаѓа млекото, нашето тело викаме како да отвораме фабрика и едноставно почнуваме со некоја бројка и тоа е тоа. Може да е бројката помала, значи да произведуваме помалку отколку што на пазарот на вистина има потреба од нашиот производ, може да биде многу повеќе, едноставно да имаме вишок. Тука цела работа со капацитетот на жлездено ткиво е колкав ни е магацинот каде што можеме да го складираме нашиот производ доколку не се продава. Тоа е оној капацитет што викаме, тоест нели капацитет на складирање на мајчино млеко и да речеме дека
сме тргнале со онака огромна бројка, едноставно викаме па подобро да имаме нели повеќе и да складираме, или важно да имаме во секој момент ако имаме некоја нарачка, нели да имаме производ на располагање. Тоа од една страна е се во ред, се додека имаме место во нашиот магазин. Кога ние немаме веќе место во нашиот магазин, тогаш едноставно џабе работат машините, џабе трошиме струја, така можеме да го оптимизираме тој процес. Меѓутоа, додека да се воспостави лактацијата, може да се случи, како што рековме, нели не сме сигурни, па едноставно додека да знаеме да го истражиме пазарот, нам ни треба време. Тука се најчесто тие моменти кога и може да се случи, што викаме тој дисбаланс на предно и задно млеко, тоа истото млеко, меѓутоа, што се случува? И затоа кам најчесто се случува кај оние кои што имаат голем капацитет на складирање на мајчино млеко, имаат и тргаат со малку поголема лактација од што треба. И да речеме, еве, имам една мајка, нека се вика, не знам, Ирена, пример, сега онака рандом го избрав името, и кај Ирена, да кажеме, двете гради имаат, сега пак речам, ова се бројки, не ги земајте здраво за готово, е само колку за да го доловам примерот. Ирена има во, да кажеме, во едната града капацитет од 200 мл, во другата града капацитет од 150, еве од прилика, а на едно новороденче му требаат, да речеме, 5-60 на почетокот. И што се случува? Нормално дека Ирена, предпоставуваме дека ако немаме никакви нели препреки во доењето, бебето фаќа убаво града, се си е супер, кај Ирена едноставно ќе останува многу млеко и сигурно бебенцето ќе биде задоволно со само една града од подој, така? И ќе истица што ќе истица, меѓутоа повторно незе ќе остане доста повеќе млеко. Иако бидејќи на почетокот нели се создава така малце телото ни е под стрес и прави брзо да не нема, оти не знае која е нарачката. И тука се случува кај тие жени да едната града е празнета на доста долго растојание, да кажам. Заради тоа што еве да речеме дека при бебето може и да биде ситот и може наместо 60 испило да речеме 70-75 и да бара да цица на 3 часа, на 3-3,5 часа пример. Тоа значи дека едната града на Ирена со која што доела е некад околу 6 до 7 часа може да остане неиспразнета. А тоа е навистина, ако за почеток тоа е навистина големо, да кажам, големо временско растојание, бидејќи нашето тело има тенденција да создава. И кога ќе го создаде млекото и ќе го складира и го остава таму подолго време, млекото е таму и си седи, значи добро, нон-стоп како има и рефреш, значи има се ресорбира, па пак се создава, меѓутоа седи, да кажам, нешто подолго време и што може да се случи? Мастите имаат една таква карактеристика, рековме, да се сегрегираат од самото млеко и знаат да, како што имам читано, еве да го објаснам така, да се налепат на зидовите од самите клетки, каде што се создава млекото. И кога бебенцето доаѓа да цица на следниот подој од таа града, имаме, да речеме, викаме 200 мл, а него му требаат 50, 60 и почнува да цица, и тоа е истото млеко, како што рековме. Меѓутоа, кога почнува нели кога тргнува, излегува млекото, напушта градата, со рефлексот го ја грчи, нели прави контракции на жлезденото ткиво, на клетките, меѓутоа не веднаш излегуваат и се одлепуваат сите масти. И бебето во тој момент во наводници, нели, добива, да речеме, млеко кое што можеби мастите имат некоја помала процентуална застапеност од што се излачиле во самото млеко. Меѓутоа, тоа млеко воопшто не значи дека не е баш калорично. Тука навистина имам работено со семејства каде што сме имале овој момент со хиперпродукција и би рекла стварно не се работи дека бебето не напредува, дека не напредува доволно, дека имаме проблем, бидејќи тоа млеко си е поприлично калорично. Меѓутоа, што се случува? Бидејќи процентот на мастите во споредба со другите микро и макронутриенти е нешто, помал во наводници, пак ќе речам, можно е, ако бебенцето, пак ќе речам, нели, тогаш процентот на лактоза не е поголем, меѓутоа
бидејќи мастите се помали, предоминира лактозата малку повеќе од она нели што е нормално, мислам што млекото се излачило нормално и може кај некои бебенца сето тоа да прави еден мал проблем со дигестија. Значи, таа лактоза што е нели викаме, таа не е малце процентот на лактоза е секогаш ист, меѓутоа предоминира и може едноставно малку да ги иритираат цревата, па да имаме гласни цревца кај бебенцето, често да испушта гасови и се јавува таа зелена, што ја викаме зелена, меѓутоа како пенеста столица, на англиски ја викаат green frothy, значи не со секрет, не е со на мукоза или такво нешто, туку е баш она зелена и како пенеста столица. Тоа е така еден знак дека може би имаме дисбаланс на мајчино млеко и најчесто тука се враќаме на уште еден мит, нели, каде што се вика, мајката зелена столица, бебето е гладно, мајката нема млеко, а во принцип најчесто се крие хиперпродукција, значи се крие вишок на млеко. И ако тука ние земеме да се измолзуваме, ние ќе направиме на вистина можеби поголем проблем. Да, на почетокот има и нели совет да речеме да се измолзи тоа прво млеко да се остане на второто млеко, за демек бебето побрзо да стигне до помрсното млеко. Меѓутоа, ако размислиме реално, и ако една мајка да речеме па и немала проблем со хиперпродукција, и бебето се цицало добро, али почнува да се измолзува и фрла само за бебето да стигне до второто млеко. И измолзува фрла, бебето доаѓа цица, нашето тело вика, значи ова е вкупната нарачка и следниот ден прави повеќе, затоа што може бебето нели сигнализирало дека сака повеќе. И мајка со една нормална лактација, затоа што измолзува фрла за бебето да стигне, нели викаме до помрсното млеко, наеднаш кога ќе престане да се измолзува, имаме проблем со дисбаланс. Зошто? Затоа што самите сме си го направиле. Тој дисбаланс, како што кажав, најчесто го гледам на почетокот. Значи, во првите неколку недели додека да се избалансира лактацијата. Тие бебиња да знаете дека напредуваат добро, без разлика, да, имаат, затоа викам, треба да се третира сето тоа заради тоа што може да има непријатности со дигестијата. Меѓутоа, ако имате бебенце што не напредува доволно во тежина, не се работи за колку предно млеко добила, колку задно млеко. Се работи за волуменот на млеко во 24 часа. Тоа обавезно да го запомните. Значи, не добива доволно млеко, а не е за кое млеко го добива. И најчесто таква хиперпродукција знае после неколку, да кажем, после некој период самата се средува заради тоа што ако нели бебето, мајката еве да речеме Ирена што напомнавме, во примерот создава 200, бебето нели пие, да кажеме 60-70, следниот ден нема да создаде 200 и со текот на времето ќе се балансира лактацијата. И ќе дојде до момент каде што ќе создаде, да речеме, 120, а бебето веќе кога ќе испие 80 од тие 120, веќе како добило и од она второто во наводници млеко, што е истото млеко, меѓутоа нели се разбираме. Многу е важно да се напомене кој е оној момент кога тоа предно млеко, дури кога имаме хиперпродукција, станува задно млеко. Тоа никој не може да ви го каже. Буквално никој. Кај некои жени може доста брзо да се одлепат тие, нели што ги викаме фет глобули, тоест да, масните, да речам, глобули, капки. Кај некои жени тоа оди нешто поспоро. Меѓутоа нема правило и затоа не е воопшто меродавно оној момент што оној совет кој што се користи, мораш да дојдеш барем 20 минути за да дојде бебето до мрзното млеко. Кај еден консултант за доење, додека истражував многу на оваа тема, дојдов до еден многу интересен пример, кој што вика не е само хиперпродукцијата во игра, туку многу е важно и зошто го поврзува капацитетот на жлездено ткиво, затоа што вика многу е важна фреквенцијата на доењето. И ова го имаше дадено како пример, имаше дадено
одете вика во кујна и чешмата ви е на ладно, свртете ја на најжешко. Ако долго време немате пуштено од топлата вода, нормално дека ќе треба време додека нели да дојде топлата вода. Меѓутоа, ако многу набрзо потоа отидете ја пуштите топлата вода, многу побрзо ќе дојде. Така и со доењето. Ако имате, ова го спомнувам само заради следното, ако имате бебенце кое што често цица, навистина често цица од 2 гради од подој, а имате мака и не напредува, дефинитивно не се работи за дека не го добива задното млеко. Значи, би рекла, може би, не знам, во некои исклучителни ситуации сега, ако нели споиме милиарда фактори, меѓутоа, најчесто не се работи ни за квалитетот, не се работи ни за предно, ни за задно млеко. Побарете помош, бидејќи очигледно нема ефективен трансфер на млеко. Тоа би било генерално вака, се надевам стварно дека успеав некако да го доловам сето ова, бидејќи сум работела и со многу семејства кои што од страф, значи на предно млеко, па дали ќе имам доволно и веднаш почнале со измолзување, се измолзуваат, плюс даваат да цица бебето, се измолзуваат, даваат да цица и наеднаш имаме проблем на хиперпродукција. А мајката е убедена дека, пример, нема доволно млеко, затоа морала да се измолзува за да има повеќе млеко и имаме, а си направила проблем со хиперпродукција. Едноставно бидете би сакала нели да заокружам ова епизода со тоа да ве охрабрам да бидете поперцептивни, да бидете поперцептивни кон бебето, како цица, дали слушате дека голта, како се однесува на града, пелените, колку сака да цица на вистина, како оди напредокот, значи да ги гледате сите знаци за да видите дали доењето функционира. Не подлегнувајте толку лесно на оние моменти, млекото слабо ти е затоа, не функционира. Секогаш има некоја позадина, секогаш има некоја причина. Некои поминуваат сами од себе, лесно поминуваат, да кажем, и може нема ни да ги дознаеме, меѓутоа, ако перзистира, пример, тој проблем со ненапредување, секогаш е послаб напредокот, има некоја причина. Ве охрабрувам да ја пронајдете и ве охрабрувам, како што кажав, малку повеќе да бидете присутни и стварно да пробате да го видите бебето, да пробате да сватите што се случува, отколку 20 минути на една града и гледаме на часовник, па го менуваме на другата града, па се измозуваме, па некој ни рекол вака така. Не, одговорите се тука, ако го погледнеме нашето бебе, ако едноставно малку повеќе се тргнеме од сите нели совети гаджети, тука едноставно гледаме што се случува. Бидеме перцептивни за нашите гради, за нашето тело, за темпото самото бебе што го диктира, бројот на пелени. Знам дека е тешко, особено со новороденче, навистина е страшно сето тоа. Меѓутоа, ако сте спремни и знаете што ве очекува, верувајте дека ќе биде страшно, нема да ве лажам, значи пак ќе биде страшно, меѓутоа ќе знаете вака да издишите 3 пати и нема да се чувствате паника, како во паника, леле, готово сега што да направам, туку кога ќе издишите 3 пати ќе можете многу да го контролирате, да контролирате таа анксиозност. Јас знам теоретски да, и многу мајки ми кажале, мислам наотворена ќе бидам и што учествувале примери на курсот за доење, сме зборувале за теми. И вика, да, ама кога се роди бебето, пак ми беше така, не ми беше баш седно, ми беше страв. Меѓутоа, знаете која е разликата, што знаат да го скротат тој страв, знаат да се справат со таа мала анксиозност што се јавува. Јас теоретски знам, ама сепак ми е страв дали бебето да не е гладно. Меѓутоа, знаат да издишат, да се сетат, да отворат, да проверат, да прочитаат. Неретко се случува да ми пишат, леле, Наташа, уште еднаш кажи ми дали ова вака треба да ја знам теоретски, ама пак малку сум во паника дали е се во ред. Тоа е работата што ако буквално научиле како да пливаат и да страшно е морето, ги фрлиле во длабоко и се, меѓутоа добро знаат да издишат, да се справат со паниката и викаат, добро, сега ќе почнам, еве гледам, нето нам окей, додека ве фрлата не знаете, едноставно, буквално ќе биде или ќе се спасам или не. Стварно се надевам дека со ова барем малку од малку успевам да смирам некои, ако успеам да смирам некои семејства, стварно ми била среќна и
се надевам дека малку поретко ќе слушам работи како нели слабо млеко, дека не чини млекото и така натаму. Ве поздравувам многу и ви благодарам што останавте до крај со оваа епизода и би сакала исто така да кажам доколку имате некакви идеи или теми што би сакале да ги слушнете, секогаш можете да ми испратите порака или да ми сконтактирате на Инстаграм, на Фейсбук, преку имейл или да ми пишете како сакате. И ви посакувам да имате убава недела.